Почитувани, помина 2 месеци откако ја отворивме аферата Бројло, а одговор од институциите нема. Премиерот Димитар Ковачевски беше во средина на оваа афера преку која се свртени над 26 милиони евра од фирмите Pixel Group, на која основач е самиот тој. КМГ ЕОЛ Квазар, основана од неговиот кум Горан Паунов и АЕ Солар АД од Тетово. Да подсетиме, целиот овој картел почнува со доаѓањето на СДС на власт. Ковачевски и Паунов ја формираат Pixel Group неколку месеци откако Зоран Заев ке направи влада. И набргу потоа градат цела фабрика. Преку Pixel Group тие во тој период од владата земаат 443.285 евра и уште 70.000 евра преку Фондот за иновации. Во најголемиот дел од периодот кога државата и исплаќа пари на Pixel Group, Ковачевски е заменик министер за финансии, додека пак најголемата исплата од над 200.000 евра се случува на 30 декември 2021 година, 2 дена пред Нова година, во време кога Ковачевски е мандатар за состав на нова влада. Понатаму, аферата Бројло се разгранува и преку КМГ ЕОЛ Квазар, кој како фирма за изведување и други услуги добила тендери од државата во висина од околу 2 милиони евра за инсталирање на соларни панели, и тоа откако СДС е на власт. Уште еден бизнис од над 2 милиони евра е и договор склучен помеѓу фирмата на кумот на Ковачевски и ЕВН за изградба на соларни централи за ЕВН по принципот клуч на рака. 4 милиони евра само во договори со државни институции, предпријатија и фирми каде државата има интерес за фирмите околу Ковачевски. И во тоа време додека истиот е на функција. Целиот овој систем свој пик достигнува откако Ковачевски е избран за премиер. Имено неколку месеци по назначувањето на Ковачевски на премиерската функција, од него основаната Pixel Group заедно со уште една бугарска фирма ја формира АЕ Солар АД Тетово, која треба да гради фабрика во Тирс, Тетово од 54 милиони евра. Во АЕ Солар АД Тетово, фирмата основана од Ковачевски има удел од 40%. Тоа е инвестиција од скоро 22 милиони евра кои треба да ги инвестира истата. Постои сериозен сомнеж дека Димитар Ковачевски, кој во овој период бил носител на јавна функција, можел да влие на процесите и со тоа да ја донел оваа фирма во надредена положба над другите учесници во деловното работење. Отворено е прашањето дали сега ДКСК ќе се одважи и ќе отвори предмет за овој скандал. Исто така, барам и од јавното обвинителство да не го игнорираат овој случај и да отворат постапка. Но останува неизбежен фактот дека криминалот и корупцијата се случуваат во врвот на власта. И оваа власт знае да владе и да функционира единствено преку задоволување на своите приватни бизнис интереси. Ви благодарам.